Општина Кочани в среда со почеток од 18 часот ќе организира јавна трибина со граѓаните, институциите и невладините организации од регионот, а во врска со заштитата на животната средина на локално ниво. Тема на трибината ќе биде загадувањето на воздухот, водата и почвата како последица од работењето на фабриката Paper Mill. Организирањето на собирот е обврска за локалната самоуправа што произлезе како заклучок од една од последните седници на Општинскиот совет, а поттикнат од реакциите на граѓанската иницијатива, која претходно организираше повеќе протести пред влезот на фабриката. Нашата иницијативна група за здрав живот има неколку барања на кои што ќе бараме да се испочитуваат од страна на државните органи. Значи тоа се изгради пречистителна станица на Paper Mill, да се изгради инсталации да се направат со кои што Paper Mill ќе ги почитува емисиите на воздухот и ќе ги почитува правилата на Европската унија кои што пропишуваат еколошко гориво и таа транзиција да се направи уште сега. Значи, знаеме дека во Европската унија е процес на декарбонизација во кој што ќе се избегнат еколошките горива и ќе се избегнат овие загадувачките супстанции на јаглероводородите и ќе се користат еколошки горива со кои што нема да се загадува животната средина и на оваа дебата исто така ќе се покрени иницијативата, ќе се стави во функција иницијативата за собирање на потписи на граѓаните во Кочани и околината на сите засегнати страни сите засегнати граѓани во градот и пошироко за да се доведе да се притиснат институциите да се доведе фабриката за хартија Paper Mill да работи согласно принципите и согласно правилниците кои што се. На трибината за загадувањето од Paper Mill, што ќе се одржи во мултикултурниот центар, можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани, институции и невладени здруженија. Во Кочани продолжуваат активностите околу одбележувањето на меѓународниот ден на литературата за деца, чии носители се културните институции во општината. Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа промоција на романот за деца Мечето мери ум од авторот Трајче Кацаров од Штип. На промоцијата пред ученици од основните училишта Никола Карев и Раде Кратовче, авторот направи краток осврт за содржината на делото, како и пораката што сака да ја испрати до најмладите читатели, односно почитта и грижата кон животните од страна на луѓето. Издавач на книгата е издавачката куќа Просветно дело од Скопје. Продолжувајќи ги содржините од фестивалот на децата, книгите и музиката, библиотеката Искра организираше промоција на книгата Моите приказни од писателот за деца Киро Донев. Пред учениците од основните училишта Никола Карев и Крсте Петков Мисирков од Оризари, делото го представи Ана Витанова Рингачева, која истакна дека станува збор за збирка од 80 раскази на авторот, поделени во неколку целини. Со оваа збирка, всушност, Донев го одбележува 80-тиот роден ден и 55 годишнината од публикувањето на неговото прво дело. Издавач на збирката Моите приказни е издавачката куќа Македоника Литера. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на литературата за деца, а според програмските активности, во детската градинка Павлина Велјанова се одржа едукативна работилница под наслов Културното наследство преку детскиот книжен фонд. Пред децата од големите групи во клонот 2 на детската установа зборуваше кустос советник Илинка Атанасова. Содржините од фестивалот на децата, книгите и музиката продолжуваат в четврток со мини саем на книга на издавачката куќа Антолог, како и настап на учениците од музичкото училиште Ристо Јуруков, стручно излагање за вредностите на литературата за деца и творештвото на Блаже Коневски, како и промоција на книгата Дете, тоа гордо звучи од Весна Мојсова Чепишевска. Комуналното јавно предпријатие Водовод ја заврши реконструкцијата на главниот потисен цевковод за водоснабдување на градот, како и на дел од населените места во општината. Со преспојувањето на новопоставената линија кон постојната, комплетирани се градежните работи што почнаа пред 4 месеци. Тие ќе обезбедат намалување на честите прекини во водоснабдувањето, а Водовод во иднина ќе може да го обезбедува максималниот капацитет до потрошувачите од 285 литри вода во секунда. На трасата долга 2250 метри,
се поставија дуктилни цевки со пречник од 508 мм, што се изработени од лиено железо. Замената на главниот цевковод се реализираше на потегот од бунарскиот систем Градовски Орман во правец на градот, на делница што поминува низ оризовите полиња и која што представуваше најслаба точка. Со реконструкцијата е обезбедена и поголема издржливост, како и долготрајност на целиот систем. За проектот за реконструкција на доводната линија беа инвестирани 44,5 милиони денари. Општина Кочани нив ги доби како финансиска помош од државниот буџет по пренамената на средствата за изградба на карго аеродромот кај Штип. Цевките на потисниот цевковод што се користеа досега беа со просечна старост од над 4 децении, а поради дотраеноста често се случуваа дефекти и загуба на големи количини вода. За редовно обележување на хоризонталната сигнализација на улиците во градот и во дел од населените места во општината, во наредните 8 месеци локалната самоуправа на Кочани планира да потроши нешто повеќе од 590.000 денари. Со парите треба да се покријат трошоците за набавка на боја со рефлектирачки карактеристики, како и за работната рака на изведувачот на работите. Според техничката спецификација од фирмата што ќе биде избрана на јавниот повик, се бара да ги обележи пешачките премини на улиците во градското подрачје, како и соодветните линии и обележувања за известување за свртување пред крстосници, како и такси и автобуските постојки. Со набавениот материјал планирано е да се покријат околу 4400 метри квадратни сообраќајна површина во бела и жолта боја. Обележувањето на хоризонталната сигнализација во Кочани вообичаено се прави 2 пати во годината, напролет и пред почетокот на учебната година. Во изминатиот период имаше доста забелешки за квалитетот на извршените работи, зашто најчесто на седниците на Советот преку институцијата советнички прашања се бараше изведувачот при работата да користи боја што потешко ќе се отстрани од коловозот. Поради тоа и сега со тендерот за јавна набавка се бара од давателот на услугата да обезбеди гаранција за квалитетот на материјалите што ќе бидат вградени. Обновувањето на хоризонталната сигнализација на улиците треба да придонесе за поголема прегледност, а пред се за безбедност во сообраќајот. Јавниот тендер за избор на фирма што ќе го врши обележувањето е веќе објавен, а заинтересираните компании можат да се пријават најдоцна до 12 април. Кошаркарите на баскет Дино Деликатес забележаа нов успех во првенството на третата кошаркарска лига. На гостувањето во Скопје против тимот на Вардар во последното првенствено коло од регуларниот дел, тие извојуваа тешка, но драгоцена победа од 85-79. Надпреварот, исполнет со неколку пресврати во текот на сите 4 четвртини, бил неизвесен, а двете екипи играле одлично, па на крајот постигнале по 72 поена. Во продолжението, нашите кошаркари ги покажале своите квалитети и успеале да направат добра предност, што на крајот им ги донесе бодовите. Во тимот на баскет Дино Деликатес, најдобар стрелец со 29 поени бил Илиев, со што им е обезбедил и победата на своите соиграчи. Придонес за успехот имаат и Лазарев со 15, Крстов 12, Дзамбов 11, Ивановски и Крушарев по 8 и Коцев 2 поена. За разлика од третолигашкиот настап, во правото коло од доигрувањето во М18 лигата, нашите момчиња на домашен терен доживеа пораз од екипата на Евроникел 2009 од Кавадарци. Крајниот резултат од 81-86 е одраз на тоа што домашните играчи само во првата четвртина им дозволија на кавадарчани да направат поголема кош разлика. Во остатокот од надпреварот се играше поизедначено, но сепак гостите ја искористија предноста и заслужено ги освоија бодовите.